Добро вечер. Недела, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме права да знаеме вистината. Тешко се издржува со карантинот. Последен ден на карантинот, се надевам последен ден, почитувани гледачи, дека нема да има утре продолжување на карантинските мерки. Се надевам дека ќе биде последен ден, карантински ден во оваа фаза, во овие 3 месеци на првиот и на вториот бран на коронавирусот во Република Македонија. Велам, тешко се издржува, меѓутоа мислам дека со емисијата во Центар побрзо поминува времето, овие 55 минути, сигурно брзо ќе ви помина, бидејќи имам одличен интервју со Тома Фила. Го знаете Тома Фила, најпознат адвокат на просторот на поранешна Југославија. Нема видна личност на просторот на поранешна Југославија кој не бил клиент на Тома Фила. И Јованка Броз, и Слободан Милошевиќ, и Зоран Џенџич, и Желјко Разнатовиќ Аркан, и Цеца, сопругата на Желјко Разнатовиќ Аркан, и Киро Глигоров. Напиша книга Тома Фила. Дел од тајните ги напише во таа книга, поголем дел од тајните велики однеси сам со себе кога ќе се качи горе или на оној свет. Во ова интервју ќе се обидиме да отвориме дел од тие тајни на господинот Тома Фила. Ајде за почеток на темата дали имало српско-грчки договор за поделба на Македонија, односно дали Константин Мицотакис и Слободан Милошевиќ преговарале за поделба на Македонија. Тома Фила беше близок пријател со Слободан Милошевиќ, му беше адвокат на Слободан Милошевиќ. Како што самиот вели, сати и сати има поминато во разговор со Слободан Милошевиќ и го има директно прашано или лично го има прашано дали планирал да ја дели Република Македонија со Константин Мицотакис. Ајде да го слушнеме одговорот на Тома Фила. Тома Фила жива енциклопедија на работите и во Македонија и тука во Белград. Знаете, многу луѓе помина и преку канцеларија, многу луѓе и по кафана. Значи требаше да умрам до сега. Предуго траја. Не го знаете многу работи. Книга напишавте? Веројатно уште една-две ќе напиша 3, јас една доста. Уште една да напишете да кажете све што знаете. Не, точно све што знам, имам законото да со мене доди. Нешто горе со вас. Не, само си доди. Не може. Го знаевте и Глигоров, знаевте Милошевиќ, знаевте македонската политичка елита. Можеме ли да почнеме од тој наводен договор Мицотакис Милошевиќ за поделба на Македонија? Постоеше ли воопшто договор за поделба на Македонија? Види, тоа не беше само Мицотакис Милошевиќ, беше и турскиот дебелиот, како се викаше. Сулеман Демирел. Демирел. И тој беше третиот. И отприлike Србија не требаше да учествува во поделба. Затоа што Србија бараше само да помини. Србија бараше да транспорт, да оди коридор Вардарска долина. Да се оди до Солун и назад. Немаше територијални претензии. Да има излез на Егејско море. Да има излез на некој море, на Егејско море. Не беше идејата за да се земи територија некоја. Македонија, затоа што имаме доволно албанци ние во Србија, не ни требаше уште некој шептар да дојде. Така да, меѓутоа почна проблем. Прво беше разговор да Грци и Бугари нешто поделат таму, али од другата страна, од лева страна на Вардар. А десна страна да оди на Албанија, на Косово и Албанија. Меѓутоа, проблем стана со Скопје, затоа што Скопје не се направи на лева обала е албански дел од Скопје, а на десна е Македонија. И така да тука не се запна и ништо не се договори. Значи имаше разговори? Имаше разговори. Да, ми бев јас. Значи Милошевиќ, дел бугарите, турците. Да, али Србија бараше само да помине. Само коридор. Коридор да има, да се одиме со вози, со кола до Солун. Добро, и оној договор Коча Поповиќ Аверов од 1960-61 година и признаваше на Југославија условно речено екстериторијалност од Гевгелија до Солунско пристаниште. Имавме тој договор, после не сакаја грците да продолжат. Во Првата светска војна Србија имаше независна зона. Во Солунско пристаниште. Во Солун, така е. Во Солун, Солунско пристаниште и тука немаше царина било што. Ке истоваре бродот во вагони и одеа за Србија, без царин. Тоа се викаше слободна зона. Слободна безцаринска зона. Тука работеа наши луѓе. Има и македонци, некој Пешевски беше директор, рецимо. Колку го знам јас. Имаше и наши, и Срби, и македонци,
сите. Тоа беше на 50 години. Кога поминаа 50 години, Не обнови. покушаа Милошевиќ и Шајновиќ беше председател на влада тогаш, али одбија Грци. Одбија. Одбија. Имавте ви објавено една многу интересна приказна, која сега е интересна во овој контекст на тие разговори и тој договор помеѓу Македонија и Грција околу децата бегалци. Тоа е една страшна историја која е подценета во историја на Македонија. Јас мислам да тоа би требало да биде дигнуто на еден огромен на пиедестал. Што се деси? И тоа е многу антикомунистичка прича. Истражував да видам. Почна она песмата "Каде сте македончиња", се сеќате од Баландово. Да. За таа песма која е забранета. И кога се печати она касета што беше, таа ја снема песма. Му сметаше на комунистите. И јас барав да видам што се деси и да одив до еден документ. Би рекол приватно, не можам да ви речем званично. Видов дека тоа е наредба на Карделј да македонците не се пуштат во Југославија или да само помират. Затоа што немаме со што да ги храниме. Во истото време Карделј е тогаш министар за надворишни така. работи. И заменик на Тито беше. Да. И тој се и повикува дека Тито тоа го рече, али не знам дали е така. Во истото време 30.000 шиптери Албанци. од албанци, Да. извините. Албанци влегуваат на Косово и во Македонија. И за нив има храна, а за егејски македонци нема. Тетка ми кажуваше и баба ми, како тоа беше, дека жените идеа до граница македонско-грчка, сада тогаш беше југословенско-грчка, и децата ги од 6 месеци и 2-3 години ги фрлаја од таа страна. Затоа што знаеа дека кога ќе се вратат дома, ќе ги убијат овие другите противници борат. Значи Карделј не дозволи Карделј македончињата да директно, останат. Карделј ги има земено на душа. Затоа 30-40 колку 50 14.000 признава грчка црква. црква, да. Наравно тие верат дека се Да. грци, па грчки државјани се. Да. Не се Така е, родени се тамо. Па родени се тамо, наравно. Али се македонци. Така е. И славени се, славјани се. Значи грчка црква призна 14.000. 14, а ние тврдиме 30. Да. Најмалце. Да остане во Македонија, тоа што него 30.000 души ќе имаме. 30 души плюс пород, плюс Плюс пород, генерација и се така живи, натаму. така. Значи немаше 25% да Да, разговаравме за 10%, Да. за 10% И ќе тоа е еден злочин кој го има Карделј на душа. Кога го реков, јас и објавија во вестници. Сакаја да ме гонат, тогаш па се судски. Судски. А за Охрид ме тужија, па повлекој. Се напила. Киро Глигоров го познавте. Како не? Киро Глигоров нема еден ден работен во Македонија. Нема. Се ви до пензија е во Србија. Се е во Па Србија, беше во немилост на актуелната власт и затоа во Македонија. во Македонија. И некаде 89-90 година се враќа во Македонија. Станува прв председател на Република. Мој не добива уште еден мандат. Кој го врати Киро Глигоров во Македонија? Промените кои настане. Тогаш Киро Глигоров најдаш излезе као воч. И јас знам, и то можам да ви кажем, рецимо, да седеа Милошевиќ и Јовиќ, Боро Јовиќ. Боро Јовиќ. И тогаш дојде Киро Глигоров и рече дека тој мора да бара независност за Македонија, затоа што ќе губие народот таму ако тој не побарал. А овој му рекоја, па бе, грешиш. Ние Србите сме ви најголеми пријатели. И дури рекоја нешто што е ружно, му рече Бора Јовиќ, а ако можеш те од свој народ да сместиш у Вардарску долину, ја ќе вам с едне страни да узети шиптари, с други бугари и грци. Само што да останеш у Вардар. Толку. Заврши разговорот. Толку заврши разговор, немамо ми ништа против. Тогаш Киро даде таа формулација со право да се уедини. Не беше сигурен дека македонците ќе гласат за распаѓање. Што е многу важно, почитани гледачи. Тома Фила беше личен советник на Ивица Дачич
и во мандатот кога Ивица Дачич е премиер на српската влада, и во мандатот кога Ивица Дачич е министер за внатрешни работи, и сега кога Ивица Дачич е министер за надворешни работи. Значи тоа е таа линија на СПО, на партијата на Слободан Милошевиќ. Ивица Дачич и Тома Фила се исклучително блиски пријатели. Многу работи Тома Фила дознава од Ивица Дачич и обратно. Кога Ивица Дачич е министер за внатрешни работи, Тома Фила како негов советник има многу интензивен контакт или може директно да дојде до одредени информации кои се топ секрет информации. Едно од тие информации може би е за атентатот врз Киро Глигоров. Еве што Тома Фила вели на темата или на прашањето дали српските разузнавачки структури, дали српското подземје таа 95 година учествувале во атентатот врз Киро Глигоров. Фила, го знаевте и Киро, го знаевте и Милошевиќ. Како не? Милошевиќ го брани. Го бранете И го Милошевиќ. знаев и Бога. Еден ден пред атентатот на Глигоров има средба тука со Милошевиќ во, ако не се лажам, во Добановце, нели тоа е на 15. Не знам. Само знам дека нашите отидоа стручњаци доле и треба да останат да му помогнат на македонски експерти да се утврди кој го извршил атентатот. Се вратија после 2 дена и ме викат, мене днес и минја, да ви речам, е ли бре Чокалија? Пошто сум јас од Македонија. Тоа е Чокалија. Ви каже нас зезак. Па тоа е дворски атентат, са ви знаете тачно кој е тоа. Дворски, значи македонски. Македонски. Значи, И дури имињето ми ги каже експерт. и имињата. Се живи се луѓето. А нешто горе ќе однесете. Нешто, А тоа може- ќе однесам. Тоа штета, тоа можете да кажете да можеме да Не можам да кажем кој е, али овие кои беа околу Киро Глигоров, тој е еден организатор. Те Османе Фила, белешката од таа средба помеѓу Глигоров и Милошевиќ во Добановце не е официализирана. Српската страна тогаш објави дека за одредена царинска унија се разговарало и така натаму. Таму беше Жан Османли, на таа среда почина и Жан Не беше Османли. Киро Глигоров сигурен дека македонците ќе гласат за одвајање, за независност. И тогаш сакаше да направи да уствари ќе бидиме Македонија, ќе биде независна, али во некоја посебна врста веза со Србија. И да беше во право докази дека едино со србите немаат проблеми Нема никако. конфликти, да. Нема никога Србија нити побара 1 метро територија македонска. Се Šta im повлече, treba? се повлече една. Наравно, излегува од војска све во ред. Па пола офицери што беа и Благо Јаđić и Ратко Младич, жени зема од Македонија, живеа у живе. И сега е. Со србите никој е проблем. Кога стално некој гужва, српска војска се бараше да помогне. Така е, Небојша Павковиќ 2001 година, кога е војната сака да прати дел од Кобрите. Така и Македонија. Небојша го бранеа моите адвокати. Сите се кај ме. Ние во Македонија не знаеме, меѓутоа Кобрите се таа специјална единица. Значи, ние Кобри сите збориме се- црвени баретки, Еве да така. ти речем овако, Кобри се оно што велат Србите од Злаоца и још горе мајки. Ти се луѓе, обично се гледа без семејство да се, и тие си луѓе една кобра, еден човек може 10 со 10 да се бори. Ја, на Тоа пример, е чудо од никош ова не сум го кажал. 1-2 дена пред да Рачиново да се случи, се знае дека ќе случи Рачиново, снимам интервју тука со Небојша Павковиќ, начелник на Генералштаб. да и го бранеа моите луѓе. Одлично интервју правим и он на крај вика дали може едно кафе да се напиеме и излагаме како што му беше кабинетот, имаше врата па се излагаше во Бавча, во еден убав двор тамо кај Небојша Павковиќ и вика ова што го правите во Рачиново, веќе почна тоа со бомбардирање со све, не е добро. Ама да пратите порака, јас имам луѓе кои може, тоа се завршува во тек на ногта, се праќаат. Не, до сама е готово. се така завршува. е. Пробав, тогаш беше Никола Димитров, Стоја Пендаровски, беа советници на Борис Трајковски, Елеонора Карамфиловска беше некој кризна штаб. Нешто да направиме да пратиме порака, не се прати порака, влегува глупо во Рачиново и заврши така како што заврши. Се целата работа. Кобри се специјалци луѓе кои може тоа све да завршат за навечер. Ево да ти речем една анегдота. Кога Милошевиќ Легија му се закануваше на Небојша Павковиќ. Легија. И му рече, мој ЈСО hoće да нападне. Тоа е Кобра. Колко, каже, ти имаш у ЈСО? Овој каже, имам 300 људи. Па онда едно 20 Кобри е доста. За тебе. Значи доволно. Тоа доволно. И така и толку е до 20 чуваја. Била мир. Ни дури Небојша не ги повлече, се договори со Џиџиќ.
нажалост, се договори и ги повлече, до тогаш не може да влезат. Ќе се вратим малце на таа тема. Васил Топурковски. Го познаевте Васил Како Топурковски? не бевме заедно у кино? Бевте во кина заедно? Да. Тој многу малку македонската јавност знае дека некаде 87-88 година треба да биде амбасадор на СФР Југославија во Кина. Дека и агриманите се пуштени така натаму и така натаму. Се случува да не биде избран членот на председателство на СФР на Македонија во Тој СФР. влезе во тоа непринципијална коалиција и тоа му е највеќе допринос на историја во Македонија. Беше американски човек, бидејќи секој пред време ги кажуваше работите. Па да беше американски човек, не ќе признаеше Тајван против волја на Кин. Американците тоа играт на две столици. Никогаш не направија, тие се сложија да Формоза се повлече од Савет безбедности и да влезе комунистичка Кина. Тој е 73-та, 74-та. Па да. Постојана посета на Така Никсон и на тој Кисин. проба нешто со тоа, али мислим да тоа беше наивна прича. И ако ги кажа, прв работите и за договор историски со албанците и за можна конфедерација со Грција. Тоа се негови некои работи. Тоа се идеи кои беа така. Прв почна преговара за името. Да, па за името. Мене не ме брине грчко-македонски договор. Тоа од Северна Македонија ќе еден ден ќе биде С Македонија, па ќе остане Македонија. Тоа е привремено. Поголем проблем е ова со бугарите. Да, идентитетот него. Идентитетот е спорен. Година дена јас тоа го кажам. Воопште не е спорно, јас милион пати го реков. Да, година дена. Со грците проблем никаков не е. Со бугарите ќе биде проблем. Со грците имаме драматични разлики, културолошки, идентитетски. Не сме исти народи. Не сме исти народи, не може да не стопат. Али овие се Словени. Да, овие може да не и имат амбиција да не претопат. Јест, затоа што Историја да ни земат Затоа што све. тврдат дека историја уствари бугарска. Историја така. И сега тие ти дозволуваат да биде и Македонија. И она во химната. Таму е Питогули, се спомнувам. Па Питогули не може да го направиш никако. Бугари. Ни бугари, ни Македонија. Роднина Е ви. Влад како мене. Роднина ви. Своне Фила, она операција опера, нели многу се збореше за операцијата опера. Има нешто точно? Не знам за тоа. Нема. Немам сознање. Бевте во Хак, бевте пријател со овие многу политичари кои беа во Хак. Можете да анализирате американската политика. Обично се вели дека американската политика никогаш не завршува на еден договор. Дека никогаш американците не се задоволуваат ако една работа завршите за нив. Постојано нова ќе има. Тако е. Ево јас ќе ви испричам на еден детаљ кој веројатно Македонија не знае. Кога беше во Дејтон, Милошевиќ, тогаш наводно се договори што се договорија за Босна и Херцеговина да се смири, тогаш беше кандидат за Нобелова награда, Милошевиќ беше најарен човек на светот за американци. Еден ден почна некој превирање во Србија и некоја будала му јави на Милошевиќ дека се спрема државни удар. Тука. Државни удар. Дека Дејтон трае. Дури трае Дејтон. И кој ќе биде на чело за државни удар? Жика Миновиќ, главни одговорни уредник политики. На политика. Човек кој не знам да знае да пука од пиштола, а не да прави државни удар. Тој синот беше кај мене во канцеларија, се издрвијал. Некој му беше комбинација. Јас си мислам да знам кој, али не е важно да се направи комбинации, да се уплаши Милошевиќ, да ги отчести и некој да напредува. И тој ден тој се уплаши во Дејтон и се јавува на сите овие големи кои беа, сад и миња живи се југе, не се да речем. Ви што спавате сада, видите, мене се спрема државни удар. Кој бри државни удар, овие сви гледа, кој не војска седи мирно, Павковиќ контролира, нема шанса. Не беше Павковиќ, Перишич. Не знам кој беше. Nije ni važno. Мислам дека беше момчило Перишич. Možda Перишич беше, ali u svakom slučaju nikakav udar se ne spremi. I togaš, во тоа ситуација, тој наврат на нас, што побрзо да се врати. Од Дејтон. Од Дејтон. Тогаш подпиша да не биде за Брчко, да не биде српско, да. За да се прекине линија. На Република Српска кифла линијата. Да не биде стално една територија. Пристана и Сараево да биде без Срби. И сега оно што е клучно. Тогаш беше министар, односно председник владе, кај на министар инострани послови во амерички систем.
И то беше Воран Кристофер. И Милошевиќ зема еден папир, овакав ко вашиот, оваа 4, и пошто му се брза и каже, слушајте, дајте ми тај папир. И потпишува доле Слободан Милошевиќ. И му вели на Христофер, ево, напишите шта хочете, ево јас се слажам. И да завршим. Христофер го гледа папирот. Му го враќа назад и рече, му вели, ово е дословно, тој цитат, ви ништа нисте, господине, научили. Нема крај. Нема крај. Не. Кога ќе направиш ово, има уште. Па онда има уште. Па онда има уште. Јас во книгата која напишав, реков 2015 напишав на книгата, што ќе се дешава и со Војводина и со Саčak, и со Република Српска. Дури да не ослабат Србија до крај. До крај да ослабат. Ке има уште. Ке има уште. Уште ќе биде Војводина, па уште ќе биде Сандžak, автономија во Сандžak. Сите тие муслимански партии у суштина се борат за истото. Само едни пофино, едни полош. Сакате да кажете, Да добијат автономија на Сандžak. господин Фила, сега да кажете дека не е крај Северна Македонија. Не. Ке има уште. Ке има уште. Ке има уште. Уште ке. Да се бара ова, да се бара она. Ке видим. Ние не знаеме во моментот што, Не. но ке има, Што им е идејата? но ке има, значи, ке има уште. Исто, да се Република Српска уништи, да стане Босна и Херцеговина, да тие бидат кантони. Тие не сакаја да имат муслиманска држава на Европа, европски Во срцето на Европа, во да. срцето на Европа. Затоа направија и српско и хрватски ентитети. Да ги држат Да под ја контрола. држат под контрола. Да не биде тоа баш само муслиманска држава. Затоа што тогаш велеа муслиманите во Бошњаци, тогаш беа муслимани. Да, сега се бошњаци, да, се љутат ако ги нарече. Му велеа на Алија неке ко Авлија, само да е држава. Али ови не сака да биде ни ко Авлија, нити да биде чисто Значи нас не чека уште од американците. По моје мишљење, уште и со датум што за тргнување ќе почне нешто добро за Македонија со НАТО граници, со предот ќе почнат пари да идат во Македонија. А основна ствар за влегување во Европа не е толку брзо да влезеш НАТО, него да добиеш фондови. Со тие фондови ќе живне Македонија. Што ќе се случи во регионот, господине Фила, гледате Црна Гора е на нозе. Полека тоа се смирува, меѓутоа Не се смирува воопшто. 200.000 луѓе му излегуваат на Мило Џукановиќ на Над на 50% учествуваат во тие, во демонстрации, во Литија. Кој стои позади тоа? Никој не стои. Едноставно, овој однамерно, опет тоа е америчка прича. Увек е прича него. Тој влезе во НАТО, се извршава домачи задатчиња. Затоа што Мило Џукановиќ има своја историја со шверц на дуван. 30 години. Така, то директно одеа чамци носе во Италија. Сметки се збори во Абу И Даби, затоа го Лондон, држат. Го Швајцарија. држат за гуша, да не речем за нешто друго. Му ги замрзнат сметките, веројатно. И тако е. И го пуштат да прави што треба. Значи, последни утицај на русите мора да се искорени. Од НАТО Балканот. Македонија влегла во НАТО, Црна Гора во НАТО, се работа да и Босна и Херцеговина влези во НАТО, Србија да биде опколена со НАТО земји, нормално тогаш и ти ќе влезеш шкепреш, а у суштина затоа стои да се елиминира секој утичај на Русија. Вучич ставно зборува. Ние кога одиме во Кина и во Русија да се договориме за некои 10-20 милиони долари, сите се љутат, а тие чекат на ред. Ама не се љутат тие за твоја трговија од 20 милиони и од 200 милиони. И од 2 милиарди. Него од утицај, влијание кој имат Кина и Русија во Србија. Во Србија. Знаеш како? А овако, ако ние ставиме санкции на Русија и на Кина, никој нема ставено санкции на Кина, ali nije prvi da napravi. 3 pati poголеми санкции кон Русија од Европа. Ќе не пушта да тргуваме со кој сакаш и колку сака. Значи политика е, желја е да се елиминира руски утицај и кинески пари од ова. Кога станува збор за кокаинот,
ако станува збор за трговите со цигари, црногорската мафија е најсилна. Многу посилна и од косовската мафија. Гледате што се случува во таа црногорска мафија, која е клучна на Балканскиот полуостров, сега во ова трговија со хероин и трговијата со кокаин. Шкалјарски и кавачки клан се убиваат како муви меѓусебно. Пред некаде 10-15 дена имаше едно убиство на еден од лидерите на тие шкавачки и кавачки кланови. Во Одеса се спомнуваше име на македонец или човек со македонско државјанство. Всушност, кавачкиот клан е под контрола на руските служби, на српските служби и на Српската православна црква. Овој другиот клан е под контрола на Мило Џукановиќ, на американците и на британците, но што на тоа тема или што за тоа вели господинот Тома Фила. Тамо ги читам овие приказни кавачки клан, некои кокаин. Тоа е дрог. Да. Видите, тамо 200 луѓе у тие села живеат. Нема ни толку. Нема ни толку. И сега тамо 40 меѓу себе си степани се убиени. И са не тајната служба на Црна Гора, кавачки клан правел кокаин со Јужна Америка. И некој треба да поверува во... Имаш, например, најјачи албански клан е во Велика Британија. Албанци држат проституција и дрога. Тие приходи се користат за развијање на Косово. Тој Гардијан објави. Да, тоа е така. Да, официјално имаше. Никој тој не лаже. Овие нашите што се во транзит на дрога. И една дрога хероин иде од Македонија. Една линија. Една линија. Една од Бугарска. Кокаин иде од Јужна Америка. Добро, ова со марихуаната, што е сега? Гледам, сите почна марихуана, плантажи. Марихуана почнува да бара да се легализира. Да. Во Холандија е легално. Па знаеш што се направи Холандија? Јас се смеам стално, треба тоа исто да го направиме ние. Холандија воведе прво педери, лесбејки, све живо. Пола телефонски именик се јавни куќи за мушки, за женски, за комбинации. Пола телефонски именик во Хаг. Легализирана дрога и што пред? Секс и дрога. Тоа е најпривлачниот што се може за овие. И го имат хак тамо. И го имат хак, наравно, и наедно скокне, па огромни пари има. Вие бевте во хак. Како, од 96-та до 2000. Што се случува во хак? Нели имаше многу приказни, Шешел се врати со една-две диагнози, канцер. Не, има ја. Милошевиќ, нели, Шешел кажеше дека со некој лек за Не, лепра. врло е просто. И тој и Горан Хаџиќ се вратија со метастази на мозок, али примарни рак беше во дебело црево. Ако се направи добро ова операција, тогаш се повлекува од мозок. Операции се направени на Шешелј, тога е повлечен му е метастазите од мозокот, али добива хормонална терапија, затоа е толку дебел. Горан Хаџиќ, кој го бранев јас исто, Горан Хаџиќ, кога го оперира, умре од сепса. Од сепса. Од сепса. Иначе, со лекови кои добиеше од Босна и Херцеговина, некои трави, не станаја метастази во мозок. Ги снема, а пуштени се дома со прогноза Шешелј за 3 месеци, овој за 6. Дека ќе умре. Ево Шешел. Ево живо и здравје, само години. со тие има некои лекови. Што де факто се случува во Хашкиот трибунал? Тома Фила го бранеше Слободан Милошевиќ. Даваше асистенција и помош на сите српски политичари, па дури македонски политичари, кои завршија во Хаг. И Љубе Бошковски, и Јохан Тарчуловски, така натаму и така натаму. Ако некој познава како функционира Хашкиот трибунал, што се случува во Хашкиот трибунал, тоа е Тома Фила. Има многу шпекулации, има многу муабети, има многу верзии, дека дел од луѓето намерно се убиват, им се даваат погрешни терапии, погрешни медикаменти, дека дел од нив многу често се заболуваат од канцерогени болести, вклучително Војслав Шешел. Што де факто се случува во Хаг и која е причината што многу луѓе умират, дали намерно се прави тоа, дали намерно се труат и зошто најголем дел од нив така неславно ги завршува своите животи, умирајќи во Хашкиот трибунал. А го труја ли Милошевиќ, бидејќи дали беа дека лекови за лепра, Ма Боже, кој што го зголемо... И прича глупост. Де е суштина прича? Тој имаше ангина пекторис. Тоа е едина болест која имаше Слободан Милошевиќ. Висок притисок, значи. Значи, ангина пекторис, која се држи во нормални услови, умираш, кој ќе умреш. Nije ništa hitno. Кога ти е пишано? Кога ти е пишано. Ali во условите во кои се најде во затвор и плюс време на суđenje кога тој не работеше со компјутер. Рачно. Рачно кој мене. Един или двајца кои работеле Пишувате. со Молив, Да. Слобо и јас.
Сите другите се на компјутер. И тога што ја работеше исцрплени. И за мене узрок смрти негов е, они су го убили во Хаг, го тепаe во Хаг, али со исцрпленост. Со исцрпување. Со исцрпување. И ништо друго, работе обдукција тамо и овде, ништо не. Немаше значи ништо. Ма Боже сач. Лекови, каже, не земаше лекови. Па стражар, тоа е врло понижавајуќе. Стражар носеше лекови, лекарства, како се вели македонски лекарства, и мора да отвори уста. И ке зине, овој ке му ги стави у рута, ке му затвори билица, да мора да прогледа. Че не беше дали ке земи, не ке земи. Онда измислија да добие, не знам, некои лекарства за стока, не знам, за крави, за нешто. И дека тоа го зголемило. И после тоа не беше. Не е тачно. Кој му носеше лекови кои ќе го убијат. Па тој да сака се убие. Таа ноќ во кога бев јас присутен. Кога го апси. Кога апсат. 5 октомври, од тогаш се качив јас горе. Вие бевте во Вила Мир. Јас бев во Вила Мир, ме чекаја мене еден ден порано. Да дојдем, јас имам суđење во Хаг. И јас реков, добро ќе дојдем. Милошевиќ имаше 1000 адвокати во СПС, али ме избра мене. Затоа што знаеше јазикот како да Кога се предаваше, значи вие сте мој адвокат. Јас бев адвокат тогаш и подпишав Јован, кога подпише Зоран Џиđić дека нема да го чепне по 3 ствари. Нема да го пусти во Хаг, нема да обвини фамилија и имот му гарантира. Сите 3 ствари ги излажа. Измок. И го пратија. Прво го пратија, обвинаа цела фамилија, и синот, и жената, и керката, и покушаа да мазнат, да земат цела имовина, али куќата беше купljena како беше, и куќата во Пожареваc, тоа е од Мир. Неговата 6 дена пред да го подпише тоа, но имате случајно струја, нема вода. Нема вода, нема струја, смрдеа сите, сачува баш. Тој ден кога рече дека ќе подпиши, го влеговме над. И ме прашува Милошевиќ, тоа слоба. Тоа му каже, ово све у реду? Ово е у реду, рекол, ово ти важи за ночас. Како за ночас док не одеш у затвор. А после тоа... Не, мене е Џиđić обеча, je Бане Тивковиću, да ме нече никад послати у Хаг. И веруј, рекол, Алијана. А сите овие што се работува со американците се ослободи од Хаг. Сите. Јас не можам да го тврдам. Ама сите се ослободи. Еве и Перишиć. Па наравно. Еве и Милутиновиќ кој беше министар за надворешни. Јовица Станиш за кого велеа, па укинута е, се суди понов. Моите бранат Френки Симатовиќ. Го бранат моите од 20. Си ги чуват американците своите луѓе. Тие одржаа реч за некој од нив. Али јас оно што не можам да тврдам дека тие издадоа, дека се предадоа. Али оно што знам, да некој документација кој има обвинител во суđењето за Косово, рекој е дека се тие најдени кај Перешиć приликом хапшење. Тоа се документи од Генералштаб, али не од време кога беше Перешиć, него од покасно. Значи, тој имаше уште некои канали за да добива документација. Што очекувате со Македонија да се случи? Ако американците никогаш не застануват, што може да се случи со Македонија? Види, јас лично мислам дека е најважно сега датум да се добие. Датум за европска. За да почнат да влегват пари во Македонија. За да се заврши аутопат до Скопје од Охрид. За да се направи све што треба да се направи. И да тргне индустрија, трговина. То без Европа не може. Ние можеме да збораме што сакаме во Србија. Али Европска заедница 70%. Не знам дали имаме јасен еден податок. Појќе извезуваме ние од Србија во Босна и Херцеговина, него заедно Америка, Русија, Кина. Поголем извози во Босна и Херцеговина. Ние сме врзани заедно, бивша СФРЈ. Мораме заедно. Очекувате конфликти, бидејќи косовското прашање не е решено? Не, и нема да биде конфликт. Јас да ви речам, Ке се 99-та година.
пред бомбардување. Знаевме дека ќе бидеме бомбардувани. Тогаш распиша мобилизација. На позив на мобилизација не беше готова мобилизација ни кога почнаа бомбите. 90% Срби се одазваја на мобилизација. 90%. 90%. 200.000 војници ние пуштивме на Косово. Се менувај, нели? 10% избегаја, меѓу има Зоран Джинџиќ и тако статистика. Нели Зоран Джинџиќ, Црна Гора. Црна Гора се. Али, денес, ситуацијата е таква, да денес да распишеш мобилизација, 10% ако се одазава. Нема критична маса. Нема критична маса. Нити луѓе сматрат да треба да се ратува поново за Косово. А ние знам, а ја знам, пошто имам доста луѓе таму, и преко СПС и иначе, кои се работуват, дека шиптари, албанци, извини, кај мене се така. Албанци мислат дека уште еден рат треба да биде. Тоа е мишљење во Албанија. Дека уште еден рат треба да биде. За да се реши питање Србија. На Србија и со Косово. Али, ако во тој рат се мислат со нас, тешко да ќе поминат. Али ако со НАТО, рачунат на НАТО, овај пат, да некој се крени против НАТО, нема тоа, така критична маса. И беше клиент Јованка Брос. Да, наравно. Зошто беше во куќен притвор? 34. Не беше во куќен притвор, таа само не смеше да излезе од земја. А зашто? Што беше? Па се плаше од тајните кои ги знаеш таа. Таа му беше последње безбеđење на Тито. Сите работи ги знаеше. Наравно да знаеше и го бранеше Тито. И на крај, пред смрт, овие луѓе што се вртеа околу него, тоа све беа агенти на Ми-6, Енглеска, Велика Британија. На Ми-6. Да покуша да извлечат уште нешто, отиот жената беше остарена и така. А мене државата ми забрани да ја заступувам. Ви забрани да браните? Ми забрани да заступувам затоа што сум саветник на Ивица Дачич, кој е председник владе и не може, тоа е сукоб интерес. Да. Каке везе има сукоб интерес? Али тоа беше направено намерно, Максус што велиме ние, за да 1-2 години се расправам, јас олим, можам, не можам. Место тоа реков, добро, нека превземи некој друг, да мрдниме. Али ништо не. Тома Фила беше адвокат и на Јованка Брос. Ајде да одговориме на прашањето. Зошто се распадна поранешна Тито Југославија? Каде заврши? Дали имаше богатство Тито? Односно на која адреса заврши богатството на Тито? Што се најде кога беше откриен или кога беше отворен сефот на Тито? Тоа беше направено во присуство на господинот Тома Фила. Зошто Јованка Брос беше без малку 30-40 години во куќен притвор? И која е суштината на целата таа приказна? Тома Фила, да не ја објаснувам јас, нека објасни господинот Фила. Добро, слушање, Тома, нели се отвори сефот на Тито? Се збореше тоа ќе се најде ова. Ништо изгледа не се најде. Па не се отвори сега, се отвори порано ги отвори. Би отвори на времето. На времето, затоа што има едно писмо кое Тито му оставаше на Јованка. Рече, ако одам негде, секој пат кога одеше на пат, му даваше едно писмо, тоа ќе отвориш и све ќе видиш над. Кога ќе се вратеше од патот, писмото назад. Тоа писмо не го најдов. Го немаше? Не. И ова што е најдено злато лево десно, тоа беше од Караџорџевиќ углавно. Значи, оставено. Да, оставено. А и никој од синовите на Тито или внуците не се богати, нели се говореше пари, милиони, камиони. Исто ко за Милошевиќ. 3 милиарди, 10 милиарди. На Кипа, Борка Вучич. Човече крвни судови, знате ви, крвни зрца, колку се то. Како? Ништо. Јас бранив и Борка Вучич. Нити обвинета беше за пари. Јас сум јаснимо, мала жена вака, а мозокот од главата комбина. И секој се беше покривен. Секој пратка на пари. И јас еднаш ношов, али овој се разболи. Јас бе одев за Хаг, за Кипар, ми рече, молим те, Тома, јас болестот сум овде чуја. Борка Вучич. Да, Борка. И однесов му предадов на некој најрод. Не влегваја парите во Кипар. Имаш од авион до безбедна до зона. Каде влегваш царина, пред тоа ќе дојдеше човек и ќе иземеш. Ќе земеше парите. И пари се употребени за нафта, за гориво, за оружје. Дали имаш обид пред да биде испорачан Хак Милошевиќ некои криминални структури тука да му извршат атентат
Падна Ovo тоа. беше вечер пред тоа, јас бев во Хаг. Дека бев Тие тоа. прво покушаа Зоран Џинџич и компанија, смислија дека најубаво да влезат овие од бандата, овие што го штитеа Зоран Џинџич за време на бомбардување, да влезат натре со оружје кое зедоја, опјачкаја од станица милиција во Мајки Евроси. Да се дугачки, се пушки автоматски и пистоли, да влезат натре, да го грабнат Милошевиќ, да го однесат за Тузла, да наплатат 5 милиони долари, колку беше потерница, и да речи Зоран Џинџич и овие, што можеме ние, тој некои гангстери го грабнаја. Меѓутоа тогаш беа кобри. Го штитеа и како дојдоа, тако си ојдоа. Видеа со кого имат работа. Таа ноќ, сутрада, се договори Џинџич со Павковиќ, Павковиќ ги повлече кобрите. Значи Небојша Павковиќ. Така е, и настави Небојша Павковиќ, и остави две бови. Тоа су борбено оклопно возило, тоа е као тенкови, али со гумени точка. И со митраљези. Горе со боева муниција, со муниција. Тој мене ми рече, ниси управо, nije била боева, била е маневарска. Па доволно рекол да се една будала попне и да е почел некога да пуца, ми би изгинули без све. А немај тамо претереш. Šta bre preterujem, ovi ludaci bi pucali. Kaže meni, izvinite, Da. Legije mi veli, to me ne brini, jaz го знав од порано од Сански мост. Кај Аркан, и Аркан беше мој клиент. Беше клиент? Јас му напишев и името на странката, странка Српског единство. Партијата кај вас? Кај мене. Е направена во канцеларија и статут на странката. Па и ово беше пред тоа. И од Сански мост загинаја 14 души од Арканови трупите, имаше оние тигрови 300 и нешто. И онда отидов јас со жените да ги смирам и така. Добро. Како загинува Аркан, командант, поминал сито и реше тоа, стане до Ланц, Тој мислеше да нема конкуренција. дека е најсилен. Па, затоа што Ашанин, кој беше друга банда, групата го убија од црногорците, за да може да го убијат Павле Булатовиќ. Министер за одбрана. Така е, тој од тие беа од две сестри деца. И Ашанин, дори беше Ашанин жив, не смее да го чепнат Павле. Булатовиќ. Па прво го убија него, па овој. Црногорската линија. Црногорска линија беше, и црногорците ги убија. И на кој му сметаш Аркан, господине Тома? Аркан, во тој момент Аркан почна, пошто не беше Ашанин, ослободи. Тој одеше со еден телохранител или без иког. Се шеташе. И тогаш дојде со Цеца, да нешто купува, да види тамо. Седеше со еден телохранител шофер, кој го возеше исто време. И тој влезе натре, тој пукаше и удри, се одби куршумот и влезе под панцир на овога и зато овој падна тоа. Телохранителот. Не, телохранител пукаше. Ау. И куршумот се одби. Така да му влези под ова, како по твоето прсто, Да. ето да влезе. И така го рани во кичма и онда тој го однесе во Шабац, мисле дека тоа нешто, некоја рана може да го залепи, некој не можеше. Така се откри. Јас мислам дека тој се замеша во многу работи. Почна И да во смета. музика, и во спорт. Политика. И секаде и почна да смета. Политика. Не политика, не тоа. Политика имаше та странка со некои избори, али главно му беше ово другото. Треба приход од некои пари. Нема вике рат во Босна. Нема од кај да течат парите, секн. Со Џинџич, што е приказната? Кој стоеше за убиството на Џинџич? Моje лично мишење, дакле, на захтев на Зоран Џинџич, заменик начелника бие Зоран Мијатовиќ. Тој беше во амбасата на Србија во Македонија 2002. Мијатовиќ можда, не знам. Сега у Црна Гора живее. Ја го знам да во Црна Гора и болен е многу. Тој се плаши овде да не му се осветат, па зато побега во Црна Гора. Сведочеше нешто, јас му учинив голема услуга и му барав да сведочи во корист на Шејновиќ и да заборавам дека ми е душа. Така и беше. Тогаш тој праеше дневник
kretanje JSO. JSO, to je jedinice za specijalne operacije. Na Legija. Na Legije. Legija beše komandant, pre toga ne beše Legija, nego drug beše. Bio Legija i koga ide Milošević da poseti to je se smrznao od srama. Koga vide kako je situacija, da ti je može tutre državni udar da napred kako saka. Toliko se opremeni. Ali ne poarni od kobre. Oseku se. Samo kobre se pomaca. I JSO i napravi dnevnik na kretanje JSO, pogotovo na Kosovu. I ovi je od JSO B uplašeni, neka Zoran Đinđić, ki gi predade komandni od kadar, vo Hag, da im se sudi. Врз база на тој дневник. Da, vrz osnova na dnevnik i na svedoci koji Zoran Zemašić. Mijatović. Da. Međutim, to ne beše taka, ali ovi je se uplašio i po mojem mišljenju likvidiran je Zoran Đinđić u straf da neki predade vo Hag. To je moje mišljenje. И подосна беше I екзекутиран. nema pozadina politička, otisaka i Koštunice da go piknat natre i ovije i onije. И потоа Sve to ne je tačno. екзекутиран земонскиот клан. Da, da. Убиени се. Pa ovi Mile dvajica su Luković i ubijeni, Dušan Spasojević. 12.000 i nešto duši. Ti je ovine iz Stepaja i drže u zatvoru neljudski uslovi. Po trojca na 2 kreveti. Jedan stoji, jedan spije. Зошто мора да бидат убиени Миле Луковиć и Dušan Zato Spasojević? što da ne be ubijeni, ja si rekao na televiziji, likvidirali ste ljude. A tužite me ako mislite da nisam rekao istinu. Значи, Jedan od ликвидиран. policije je rekao iz stana i reče jeste i likvidirani su. Onda im posle im doneso je neko oružje kao imali. Ti ke begaš, te brka policija, zolja na leđa. Tako da treba si nenormalno. Tako kako je to gole. Значи, убиени се. Ubijeni se zato što mrtva usta ne govore. Значи, да не зборат. Da ne zbore. Да бидат замолчени. Da be zamolčeni i da ne. I jedina dvajica koji su ubijeni u akcija Sablja, se tije dvajica. Šefovi. I danas niko od njih od ovije političari od toj DOS, Zoran Živković, ovaj kog će vikao od Niša. Nikoga što je spomenuo tije dvajica. Да, тој беше градоначелник на Ниш, па беше председател владе после. министар на сојузната полиција. Ne, na vojska беше. A na milica, na policija Беше на армијата. Na armijata. А подоцна стана заменик на Джинđić. Ne, to je postana predsjedatelj koga ga ubija Đinđić. И на председател на партијата. Ministar vojske i ministar unutrašnjih poslova je od Valjevo. Kako se zvaše? Mihajlović. Дуšan Mihajlović. Dušan Mihajlović i Živković. Ti ima 2 obavještajne službe. VBA, Vojno-bezbednostnu agenciju. I ovo ima BIU. Tije dvajica se krivi što je Đinđić ubijen. Zato što posle ubistva na Zoran Đinđić na 4 sati utvrdija ko je. Pa ako si za 4 sati ne možeš da utvrdiš koje moraš da znaš pora. A tije dvajica se odgovore za bezbednost na predsjedatelja Republike. Kao što je i dan danas šef na BIA i šef na Vojna obavještajna služba se odgovorni za život od Vučića. Кобре го чува. Тоа не тома. Во Македонија постојано се говори дека КОС не ги контролира овие 2 политички партии, и СДСМ и ВМРО-ДПМН, и дека учествувал во нивното формирање. Па дури Слободан Богоевски е еден од поранешните. Не знам. Мислите дека Белград може се уште да има контрола преку тие структури? Боже, сачувај, не. Не. Па тие немат контрола ни овде. Добро, 27 април Горан Живалјевиќ влезе во македонскиот парламент. Значи, Беше еден обичен телохранител, тој не обавештајци е доле. Али тие тврдат и денеска Ивица ми тврди дека ги обавестил наш. Дека ги имате информирано дека ќе има дека ќе влезе над. Дека ќе влезе. Да. И доби дозвола да влезе. Значи, И до еднаш кога го апси овие затоа беше 7 дена, тоа се махинации политички пут. Не за озбилен разговор. 7-10 дена прекинувате односи со Македонија. Дипломатски односи, така. Ветерна магла. Да. И тој му реков и на новиот. Тоа правите циркус и
Анте Марковиќ беше татко на македонската приватизација. Не Јане Милјовски. Анте Марковиќ беше татко на македонската приватизација. Најголемите македонски предпријатија, најголемите македонски тајкуни и олигарси ги приватизира своите предпријатија според законот на Анте Марковиќ. Киро Гligorov беше главен советник на Анте Марковиќ. Тука го отвараме прашањето, дали по сугестија на Анте Марковиќ Киро Gligorov се врати во Република Македонија да биде завршен процесот на приватизација. Македонските олигарси дали добиле налог од Анте Марковиќ Киро Gligorov на бел конј да го вратат во Република Македонија и да биде прв претседател на независна Република Македонија. Господинот Тома Фила се знаеше одлично и со Анте Марковиќ, и со македонските олигарси, и со Киро Gligorov. Ајде да видиме што на таа тема кажува господинот Тома Фила. Анте Марковиќ и приватизацијата најмногу фати корен во Македонија. Според тој закон на Анте Марковиќ се создаде таа олигархија во Македонија, сите овие директори големи, според тој и многу велат дека Киро Gligorov се вратил во Македонија, беше главен советник нели на Анте Марковиќ, токму на препорака на Анте Марковиќ за да може да се спроведи таа приватизација таму. Ја мислам да Анте Марковиќ во немаше никаков утицај. Од времето кога почна војска да се организира, Анте Марковиќ беше само пион. Немаше некој влијање. Па Миле Мркшиќ генерал кој беше пуковник командант на овие војска специјални единици, тој сакаше да излези да изврши државни удар. А кога виде дека народот вика слобода, Милошевиќ рекол ако направиш државни удар, боравме ние двајца. Тој пријател ми, Миле Мркшиќ. Ако извршиш државни удар, мора да ухапсиш и Слободана. А ако не, ухапсиш све остале. А Слободана оставиш, онда е Слободан извршил државни удар. Извините што зборам на српски, али не знам дали добро ви прави. И тогаш таа бригада која е постала Слободи Буковар. И овој се врати назад. Рече од тога нема ништо. И нема ништо. Кој растури Југославија, кој чиви играч беше? Јас мислам дека најтачен одговор добив во Хаг, кога ми рече американец еден кој беше било високо во Хаг, позиција. Каже после пада Берлинскog зида. Господине Фила, ви сте постали прескупи за нас. Скапи. Да. Jer mi smo stalno davali pare da se vi održite i da budete izlog kako socijalistička zemlja koja sarađuje sa Zapadom može da ima veliki standard. I togaš izglede Bajc, od Bajc institut Da, Aleksandar Bajc, da. Aleksandar Bajc, da nije potrošio oko 60 milijardi. 16 milijardi dolari na poklon, ondašnji dolari. To znači puta 5 Сега, да, некои 100 милиарди. И тоа беше објашнење, никој ништо не работа, сите имаме големи плати. Станавме ко Волга, многу бензин трошевме. Тоа е. Тоа е суштината. Не може да не одржава. Да, не може да не одржават. Онда почне една република на друга, ти си земл појке пари, ти си заборчил те, не знам ова, не знам она. Крена неслога, никаква сметка немаја да не одржат заедно. И јас мислам дека и двете Југославија беа вештачки твореви. И првата, и втората. И првата и втора. Ти на сила држиш Хрвати кои не сака да живеат со тебе и некои меѓународни конференции. И тоа е, мислам да е глупо. Требаше да остане Србија како беше и тоа е тоа. И тоа е тоа. Фала многу. Молам ништо. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со Тома Фила, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. И најавам ново дружење, четврток 22 часот. До четврток од 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.